Цврсто го застапувам ставот дека Македонија е дел од европското семејство и дека припаѓа таму. Но иако Македонија е една од првите земји на Западниот Балкан која покажа јасна насоченост кон евроинтеграциите, земјата заглави во чекалната и процесот на приклучување кон Европската унија стои на мртва точка поради нерешеното билатерално прашање со Грција околу името. Истакна денеска председателката на неформалната група пријатели на Македонија во Европскиот парламент, хрватската европратеничка Маријана Петир, која учествуваше на глобалниот самит на жени лидери што се одржува во Скопје. Европратеничката потенцираше дека со добивањето на статус на земја кандидат во 2005 година, Македонија беше една од најуспешните приказни на Балканот, а 11 години подоцна Советот на ЕУ без разлика на препораките од Европскиот парламент и Комисијата и понатаму го блокира преминот на земјата во следната фаза поради спорот за името. На ово преседанско понашање Вијеча истичам На ова приговор преседанско однесување на Советот давам приговор секогаш кога за тоа ќе се укаже можност. Не смееме да дозволиме оптимизмот и отвореноста со кој македонскиот народ пристапи во преговорите со Европската Унија да се угаси, бидејќи не само што Македонија е дел од Европа и припаѓа на Европа. Јас сметам дека Македонија е потребна на Европа. Веќе во неколку наврати истакнав дека Македонија се покажа како вистински чувар на границата на Европската Унија. Кога станува збор за мигрантската криза, Македонија многу добро соработува со земјите од регионот, со што стана вреден пример за целата Европска Унија, бидејќи видовме дека Европската Унија не се снајде најдобро во оваа ситуација. Хрватската европратеничка потенцираше дека по долготрајната политичка криза во земјата изборите во Македонија поминаа во демократска и мирна атмосфера, без значајни неправилности што беше потврдено и од ОПСЕ. Изборите, вели Петир, беа доказ дека Македонија има способност сама да ги спроведува и носи одлуките кои се од клучна важност за земјата. Таа изрази надеж дека новата влада ќе ја излече земјата од кризата и порача дека на Македонија и треба влада која што ќе продолжи со спроведување на реформите кои се неопходни за подобар живот на граѓаните, особено на младите. Европратеничката Петир ги потенцираше и економските достигнувања на Македонија изминатите години. Као резултат све веќег занимања за инвестицијски потенцијал Македонија. Како резултат на зголемениот интерес за инвестицијскиот потенцијал на Македонија, меѓународни компании започнаа со работа во земјата со гринфилд проекти и преку други различни облици на инвестиции и соработки. Исто така забележав дека обележја на македонското стопанство се и стабилниот раст на БДП, ниската стапка на инфлација во последните 10 години, фискалната дисциплина која ја потврдуваат меѓународни финансиски институции и добра координација помеѓу фискалната и монетарната политика. Македонија напредуваше во последното десетолетие. Со задоволство укажувам на интересни факти кои велат дека Македонија е прва во светот по вкупната стапка на раст, втора по започнување на бизнис и 12-та во светот на леснотија на водење на бизнис. Петир изрази уверување дека Македонија и понатаму ќе остане на високо место во Европа според привлекувањето на странски инвестиции во стопанскиот раст и дека во потполност ќе се посвети на евроатлантскиот пат, чиј предуслов потенцираше стабилна политичка ситуација.